Повелете прашања. Дали ќе предложите кандидат за председател на собрание или ќе го поддржите кандидатот на АПИ? Ние очекуваме во понеделник дека ќе продолжи конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, која прво ќе почне со избор на членови и председател на Комисијата за избор и именувања. На седницата треба да се избере и новиот собраниски спикер. Во понеделник ќе биде соопштено она што представува договор на 67-те пратеници од новото парламентарно мнозинство околу кадровското решение за председател на собрание. Јас би се придруžила на темата, најавите дека во поиските за изградбата на новиот клинички центар, што значи тоа, затоа што сега веќе сте во фаза и да доделат, да се сува во самата градба, тоа значи Нов клинички центар ќе има и тој центар ќе го изгради новата влада. Затоа повикуваме да престанат сите активности на актуелната влада, актуелната власт во заминување, која има само технички овластувања и која што имаше цели 10 години да го реализира проектот изградба на клинички центар. Како што слушнавте, првично идејата беше за изградба на нов центар 2012 година, ветена беше почеток на работите 2014 година, а стартот на новиот објект, пуштањето на новиот објект на клинички центар за 2 февруари 2017 година. Ова реализирање на тендери во време кога постои трансфер на власта побудува сомнение дека се работи за сомнителни и криминални активности за кои, ако се докаже дека се работи надвор од законот, ќе има и одговорност. Повелете. Како ја коментирате изјавата на Лобанов Добровник, каде што вели дека ако ја прифатите албанската платформа, Македонија оди кон федерализација? Тоа е само еден од спиновите, манипулациите и лагите кои што ги пласира ВМРО-ДПМН преку нивниот лидер Груевски и неговите најблиски соработници. Тоа само зборува за нивниот страф од одење во затвор. Македонската јавност беше сведок на изјава што деновиве вчера заправо ја слушнавме од еден пратеник од Европскиот парламент, кој што заедно со еврокомесарот Хан беше присутен во Македонија и кој што кажа дека во средбата со Груевски кажал дека ќе оди до крај, затоа што не сака да оди во затвор. Значи, тоа зборува за нивниот страв дека ќе бидат соочени со казната која што следува за криминалите што ги направиле во 10-годишното владење. Председателот Зоран Заев од оваа говорница на пресконференција ја образложи програмата на новата реформска влада, која што ќе представува пат за решавање на она што се суштински проблеми во Република Македонија. Подобрување животот на граѓаните, развој на економијата, враќање на довербата во институциите, ефикасни институции, продолжување кон патот за европските и НАТО интеграции на Република Македонија.